Грција бара на сите лични документи, пасош, лични карти, изводи од матична книга на родени, венчанеци, здравствени книжки, сведителства, студентски индекси и така натаму, но и на сите документи кои се дел од внатрешниот правен или трговски промет, писма или документи од министерствата, документи од општините, сообраќајни дозволи, царински формулари и така натаму, да биде применето новото име на државата. Значи, да се... Тоа они бараат. Мене ми е многу смешно. Јас сакам да ти отворам уште една работа која, за жал, Македонија, пошто нема ни експерти, нема тоа све, значи ова, како да ја наречам, ова моронерија која парадира, со честни исклучоци на двајца, тројца, што сега добија шанса да кажат нешто, пошто ова друга беше парада на морони. Значи, знаете ли што ви кажува Гркот? А го поддржуваат овие колумнистиве Солана и Рен. Они ви викаат, ке формира нова држава. Нова држава која се формира, правите уставотворност собрание, нели, ке се пишува нов устав. Нова држава ги дефинира и внатрешните односи на друг начин. Мојот колега Дарко Јаневски пред известно време ја отвори таа теза, пошто се работи за вистински аналитичар, значи некој што промислува за правните аспекти, политичките, историските, секакви. Знаете ли која е таа негова теза? Види, сме се согласиле, да речеме. Значи, хипотетички, доколку се согласиме на сето, сме ерга омнес, сме ставиле, сме променили устав. И сега, новото име, не знам како, да речеме, еве, нека им биде... Шарена Македонија, добро? Северна Македонија. Шарена. После ќе го отвориме и тоа. Е, туку албанскиот фактор ти вика, стоп, ние живеевме во Македонија, ги договаравме односите во Македонија со македонци. Ова е некоја нова ситуација, ние тука не се наоѓаме. Не се гледаме. Па нормално. Ајте нов договор. Не е договор, рамковен договор е смешка у однос на ова. Може да ти рече, јас не сакам во оваа држава, бе. Ова не е моја. Не сакам живеам во нова. Тоа е една од последиците, за другиве да не зборуваме. Зборувам, затоа викам. Ова се такви смешни работи, овие што поддржуваат, дури и тоа, бидејќи нели тие немаат црвени линии, односно имаат само бели линии, тие немаат одговор на овие прашања. Или свесно работат на проект за вршување на Македонија, тогаш нема да биде безбедносно прашање. Втората работа, што ме запрепастува, пошто се работи за малодушни, не знам, клиенти на одредени кругови, кои викат, добро, се договоривме, името ни е најдено. Сега треба да видиме како да ме опсегот. Не е точно. Таман работа. Од ова ја што гледам, што ја води политиката, оваа гарнитура, значи точно тоа не е. Тоа не е. Значи, и не е точно дека не е транспарентна или не се знае или никој не ја знае незината позиција. Тоа ви е исто као диалогот во собранието со Ѓорги Оровчанец, прашање му постави, сложено прашање на премиерот, а премиерот одговори не. Значи, грчката страна објави, како се вика, ултиматум за самоуништување на Македонија, а од другата страна им викат не. Без фала. Тоа е сега моменталната ситуација. Во таа непријатна ситуација се наоѓа сега Европска Унија, и јас затоа реков. До сега беше ефтина цената. Цената наша беше ефтина. Века, лесно е, овие ги мачкаме на лепче, ке 2001 ни пројде, сега ќе ни пројде финтата исто, од 1991 ни проаѓа свашта за Македонија, сега наеднаш во нивниот двор имаат проблем, тужбата останува, они не можат да бранат фашистички, јавно не можат да бранат фашистичка политика или барање кон една земја не може. Сметаш ли дека Македонија поентираше, кој да го смисли, авал да му е, можеме да претпоставиме, сметаш ли дека Македонија поентираше со отварањето на, со изложувањето на ова од листата на желби на Мицотакис, односно на Грција? Како не?
Затоа што едно е јас и ти да седиме и да анализираме и да кажуваме дека е тоа така. На терен стално имаш ти народ кој е наивен или кој верува. Меѓутоа не само кај народот, тоа имаше реакција у европаци. Па затоа што европјаните, многу од тие не се ни парламентарци прво тие немале блага врска што е, оние слушаат грчката верзија дека ние овдека дека правиме бели, не знам што, и он толку знае, да не мислите дека се па тие нешто понапредни од нашиве. Такви се какви што се. И они се затечени во. Па знаете ли кој шамаре? Еве јас нема за други да зборам, но замислите како се осеќала Германија која нели пола век се труди да заборави или да го избледи тоа несрекно минато у време на Хитлер, и сега вака најнаш гледаат уште само што ги нема гасните комори. Да, пишува финално решение, кажуваат. Шокантно, шокантно. Како и се, а замислите ги па овие како се вика нордиски земји, човече, кај што човекови права, не гледаш на кучиња, на хомосексуалци, на све, овдека му се вика, види, човече, едини начин ти да влезеш у мојот клуб е да се самоубиеш. Мртов. После, што би рекол Стојан Андов, ќе живееме срекно и весело. Да, тоа го читав денес. Да, тоа е многу смешно. Како мали Џокица замишља Стојан Андов денеска пише. Европска, како се вика, европски. Замислите. Да си за еден момент, да земе, добро, да имаме 250.000 работници што работат во Грција. Да. Месечно тие ќе испраќаат на своите семејства најмалку секој по 300 евра. Не понатаму. Годишно тоа е нешто помалку од 1 милиарда. Не, да не идеш понатаму. 250 во овој момент Мексико не може да испрати 250.000 во Америка, од американците бранат. Сакам, човече, у Грција живеат ли бе работници? Кај ќе работат ти? Цела Европа. Година и пол. Како мали Џокица замисли. Па тоа е. Слуша цела Европа, како пишува. Англиска работа за англиски работници. Франција... Ги повлекла фабриките у Франција од Полска, така? Шпанија ги избрка романцине што работеа не за 300 евра, за 100 евра. И сега Грција денеска не примат за по 500 евра. Па тоа ти е стојно. И сега ти е продава некоја шарена приказка. Ама, види, знаеш што е разликата? Они се заглавени у минатото и почитуваат само сила, бидејќи за нас беше сила Белград, за Белград беше едно време Москва, и они така мислат да функционираат. Убаво се учипија, од Москва и Белград се префрлија на Вашингтон и ова, и они мислат, и така резонира. Меѓународната заедница ни порача. Која меѓународна заедница ти порачала, бе? Нема, таа е готова. Ова е сега делови, реслови кои се преструктурираат. Таа политика не проаѓа. Но, народот, кај нас, за разлика од овие, инстинктивно ја свати работа. Не им проаѓа, дури ни вакви детски залажачки. Ма не се ова детски, ова се сенилни. А не проаѓа. Старечки сенилни. Не проаѓа. Не им проиде на србите 17.000 джандари носеа под принуда, ти го менјаат името, ама не успеа да го сменат идентитетот. Во Вардарска Македонија, да. Значи, тоа може, ама уробство. Да, во окупација. Во окупација. Еве и на Грција. Рицинус ги тера луѓето да пијат, ги тепаа, ги мава, мој двајца, значи, најстариот брат на мајка ми, незиниот внук, само заради тоа што дојдаа да си ја посетат, еднаш, едниот го скршија од мајање по 3 месеци умре, другиот мозочен удар доби. Само затоа што пуштил македонска песна со зборови. Денеска се израдував дека една победа, мала, но многу значајна, извојувала Виножито. Да, си ги вратија, не е канцеларијата, бе. Прв пат си ги земаа собствените имиња македонски, иначе ти знаеш дека таму им се транскрибирани. Павлос Воскопулос, не бе човече. Сега македонско име ќе си носи. Зато сега. Замисли, таму имаш таков процес, а овде кај нас обратен. Да. Сега мојата држава да ме окупира мене и да ме тепа, да ме тера да го шепотам моето име, во кафана да дзензаме на ора да не зборим. Како ќе Кој го замишлял тоа? Преведени сите песни на Антеб, книги. Еве да кажеме,